Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер звезда. Денеска се оуваме од овој прекрасен амбиент кој што се наоѓа во старата Скопска чаршија. Тука во ресторанот Пивница Ан имам специјална чест и задоволство да ви ја представам мојата стара добра пријателка, нашиот денешен гостин во емисијата Супер звезда, а тоа е Весна Микич. Весна, добре дојде. Добро те најдов. Како си ми, Весна? Супер, одлично. Одамна не сме имале можност да се видиме и да се подружиме. Низ годините наназад сме соработувале по разни основи и денеска ми е посебно драго што во оваа емисија Супер звезда ќе имам можност да те представам тебе и да ја представиме твојата прекрасна, многу интересна и убава професија со која што се бавиш. Ајде за почеток да кажеме, ти си музичар и свириш на еден инструмент, како што јас го нарекувам инструментот од бајките, така ли? Волшебен инструмент, жичен инструмент, харфа свира. Од средното до ден денес. Така, значи ти реши твојот живот да му го посветиш на овој инструмент. Уживаш ли во тоа што го работиш, Весна? Многу. Понекогаш е така малце и комплицирано, тешко, стресно, но ако нема љубов и желба, ништо не правиме. Ова нека биде само најавата, почитувани гледачи, за она што ќе следува во нашето денешно издание на емисијата Супер звезда. Сите оние кои што се интересираат воопшто за музиката и за овој инструмент харфа, денеска ќе имаат можност од нашиот гостин Весна да дознаат нешто повеќе. Затоа ве поканувам да останете овдека, се гледаме за неколку минути, а во меѓувреме ќе направиме една кратка пауза. Договорено? Правиме пауза. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, како што веќе кажавме во најавата. Денес имаме специјален и ексклузивен гостин, а тоа е Весна Микич, која што работи како музичар, поточно Весна свири на харфа, кажавме дека инструментот од бајките. Весна, ајде да се навратиме во годините наназад. Кога откри ти дека едноставно имаш некои афинитети и амбиции кон музиката? Па прво, моите родители откриле на многу рана возраст, мислам 2-3 години кога сум имала. Значи секој дете кој што има потенцијал, кој што е музикално, по детски песни ќе осетат родителите дека игра, фаќа ритам и така моите родители решиле на 5 години да ме запишат во нижо музичко. Започнав таму, припремна година завршив и ме определија да свирам виолина. Но јас сакав многу клавир да свирам и со трчање и бегање од школата, не, кога видов виолината, коса ми се исправи. Татко ми не ме присилуваше на ништо. Рече, добро, окей, завршуваме со тоа, но желбата, значи, се тлееше во мене дека сакам дефинитивно да се бавам со музика и дека тоа е тоа. Дека ќе бидам музичар од 5 години, знаев дека ќе бидам во животот музичар. Интересно е што твоите родители, кои јас добро ги познавам и ги поздравувам во оваа пригода, сакам да кажам дека не се бават со музика. Па не се бават, но мајка ми е многу музикална. Значи секогаш кога пеам, она обавезно терца фаќа на секоја композиција. Значи може она не се бави со музика, но таму е тој талент. Видно е дека од твоите родители ти доби голема поддршка уште кога имаше 5 години, така? Значи огромна поддршка и многу е битно родителот да биде трпелив и да го носи детето на проби, да го чека со сати, да се навежба, значи на тие фестивали, ќе ги спомнеме детски што и мора и родителот има голема желба и да истрае во детето да може да успее. Мора еве вака да се навратиме на тие дамнешни години кога ти беше мала, а јас бев млад, еве да кажеме и да откриеме за нашите гледачи дека ти учествуваше на детски фестивали и во една пригода имаше на еден фестивал пееше, значи, моја песна, ако добро се сеќавам, бевме гости во Црна Гора и во Битола. На кои се фестивали детски имаш учествувано кога беше млада, еве вака некои други? Да, значи, кога имав 7 години, прв фестивал ми беше Златно славеќе. И меѓувреме настапував и на детски емисии. Порано ги имаше многу детски емисии за Нова година, Дореми, Дајте музика. Исто настапував со твоја песна Милиметар на СИДО во Битола. Тогаш бев 4-то, мислам, оделение. Ако бев 3-то оделение, кога постоеше Југославија, бевме во Подгорица. Со песната Сија сунце свича дан. Да. Исто твоја и на татко ти песна. Значи се тргна како забава кај тебе и полека, чекор по чекор ти длабоко загаси во музичките води. Мислам дека тоа ми е еден од најбавите периоди од животот. Детските фестивали, значи толку убаво се забавував.
Да, супер беше. Ајде кажеме како мина твојот пат. Кажавме за нижото музичко училиште, тоа го заврши, каеше по фестивали, што стана понатаму? Понатаму, сепак се запишав повторно во нижото, продолжив со клавир. И сега на почеток вежба во школа, потоа ми купија пијано дома и кога стигнав до средно, мојата професорка по пијано рече ти ќе идеш на специјал пијано. Ама ја не сакав. Сватив дека сакам нешто друго да свирам, ама не знаев што е тоа, ама сакав дефинитивно да продолжам. И почнав, се запишав на теоретски за професор. И ова многу пати сум го кажала, завршија часовите, сите си отидоа, ја последна, дур се спакувам книги, ово, она, во ранец да ставам. И тишина во школа. Втора смена, 6 час, 6 навечер. И слушам некој, не знам, звук, онака освојува. Го освојува школата по ходници. Викам, добро, викам, што е ова? И тргнувам, од каде доаѓа звукот. Отварам, чукам, гледам инструмент прекрасен, голем, убав инструмент. Една прекрасна жена со плава коса свири. Ја остана буквално без текст. Привлече звукот. Значи, да, ме освои. Нагепса од првото освои. Да, ме освои, крај. Тука ја одма знаев дека ја ова ќе го свирам. И професорката беше прекрасна, од Русија беше она, од Москва. Ме прими, си направивме муабет, са каков муабет руски, македонски се разбравме некако. Знајдовме. Она не знаеше македонски. Ја гледав така бледо, ама со, нели, она свиреше, ја у несве спаѓав. И дојдов дома, кога му кажав на татко, прво вака ме погледна, да, чекам, Што е тоа харфа, нели? Не, он знаеше што е харфа, ама ми рече, ај, оди спи, па ќе правиме утре. Кога се разбудиш ќе видиме. И така една пола година се убедувавме. И мене веќе прва година ми отиде средно. И од втора биде не биде дека ја, значи не се откажувам од идејата. И ме запиша. И мислеше дека прво ми каже дека е прескап инструмент, дека е многу тежок инструмент, он се консултираше нели со професорите. И така јас си терав, си завршив и факултет без свој инструмент. Значи вежбав по институции, свирав и во опера, пошто многу млада почнав да работам во опера, значи на 20 години почнав да свирам опера и балет. И таму ми имав услови да вежбам, за на крај да си купам од сопствени средства свој инструменти. Да си жива, здрава и сонот да ти се исполни во целост, така? Да. Супер, ова нека биде првиот дел од нашиот денешен разговор со Весна Микич, за оние кои малку подоцна се вклучија. Еден од најдобрите музичари овдека во нашата држава, инаку човек кој што свири инструментот бајките, а тоа е харфата. Почитувани гледачи, се надам дека уживате во разговорот, исто онолку колку што имам можност да уживам и јас, затоа останете овдека, се враќаме во програма и во разговор со Весна за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во програма почитувани гледачи. Мој денешен гостин Весна Микич, човекот кој свири харфа и ужива во тоа. Весна ја кажавме приказната како дојде ти до идејата да почнеш да учиш харфа. Еве сега да кажеме кога веќе почна да учиш харфата. Се сеќаваш ли на твојот прв час? Кој беше исто така твојот професор? Како ти тргнаа работите? Па се сеќавам, да, значи втора средно бев и прв час и нели рацете да ги поставам. После, не знам, 5 минути, ја веќе не можев да ги мрдам прстите, затоа што одма плускавци ми се појавија, толку болеше. Она ми кажува трудно, ја не ја разбирам кој е труден, викам. Тоа е трудно, имаше професорка од Русија, така ли? Да, од Москва. А тоа значи тешко. Така, играј, викам сега да станам и да почнам да шизам. Играј, значи свири. Свири. Така, мислам дека првите 2 недели поише се борев да се разбереме со неа, а нели постепено колку повеќе се вежба, значи со сати сум останувала во школа, дури до 12 на полнок, па ми било страв да излезам од школа, па татко ми вика и го да ме зима со кола, не можев со автобус да сидам. Но толку голема желба има да што повеќе да вежбам и да совладам техниката. Значи таа љубов не се опишува кон својот инструмент. Така, прекрасно. За колку време просвири ти харфа? И па значи на крајот годината веќе имавме јавен час, таков завршен час. Со публика ми дојдаа другарки и родители, така. Значи беше така, имав
голема возбуда, ама помина супер. И после секоја година имавме околу за нова година јавен час и на крајот годината завршен концерт. Така до крај на четврта. Така ме прашам, имаме ли харфисти ние во Македонија, освен тебе, кои се овде од нашите македонски музичари свират ваков инструмент? Имаме, да. Ние сме, значи, моментално сме 5 харфистки. Сите живееме во Скопје. Една е студентка, сега ќе дипломира. Другите се дипломирани. Прва харфистка е Мерсиха Шукри, она свири во филхармонија. Јас, Елена Цветановска, Сара Костадиновска сме во опера и балет. И си се дружите ли? Да, ептен, да, се дружиме, да. И само 5 ве има. Ние си ги кажуваме проблемите, за никој не може друг да не разбере. Така. Да. За разлика од оние кои што можат виолината или кларинетот или обоата да си ги носат со себе, харфата не е таков инструмент. Харфата е голем, тежок. Хајде да кажеме нешто повеќе за самиот инструмент. Колку тежи една харфа е во тоа да тргнеме? Околу 40-45 килограми, ама не е толку тежината колку што е габаритна, значи треба внимателно да се подигне, како да се намести. Значи прво и основно харфист мора да си купи голема кола. Со камион да си се вози? Караван, значи ета најскромно, или джип, или нешто така слично. Камионче, зависи. Значи тоа е прв предуслов за да се носи харфата на освен дома да ти седи. Минимум 2 мажи да ја дигнат. Силни навежбани, ако не се баш тројца четворица. Нек се покажат. Се става во некаков куфер. Да не живееш во зграда без лифт ако си на повисок спрат. Тоа е многу тешко. Било директно вака на приземје да се тркалца нема. Има, ама тие тркалца се за многу кратки растојанија, не сега ти да носиш километри, да. 100 метри со препони. Колку жици има харфата, да кажем? 47 жици. Секоја жица посебно приказна, посебна боја, нели? Да, значи има 7 педали, тоа да го кажеме. Жиците имаат црвена боја, плава боја и безбојна. Сина, значи црвената е С, сината е F и другите се другите тонови. Долу има 7 педали, затоа што има 7 тона во скалата. До, ре, ми, фа, сол, ла, си. Самоци се раштркани, не се по ред наместени, секоја педала има 3 ката. Кога е педалата на средниот кат, тогаш си до. Кога ќе ја дигнеш горе педалата, си цес, значи да, полустепен снижена, и цис долу кога ќе ја спуштиш педалата. Значи педалата има функција на затегнување или олабавување, предпоставувам на жицата. Сега се огледа дека има многу жици. Знаеме на гитара ги има 6, басе со 4, а овдека беа 40 47. Бара ли многу време да се наштима инструментот? Па бара, да, значи пред сите да дојдат, ние доаѓаме да штимаме едно 20 на минути да ја наштимаш цела харфа. Значи тоа е дел од она што ти го работиш, не е само да се седне и да се свири. Харфата мора да штима, така? Нормално. Да, тоа работам во опера и балет, таму имаме представи, балети, опери. Сега да кажеме дека твојата харфа не си ја носиш секој ден од дома на работа, како некои што ги носат другите инструменти. Овие институции си располагаат со своји харфи. Колку харфи има низ Македонија вака по институциите? Околу 5, мислам дека да. Поставам на факултетот, училиштето и Една во филхармонија. 5. сепак еве збориме Исти толку. Да, толку харфи, да. колку харфиски, толку харфи има. Ајде да кажеме, убаво ли е да се свири харфа? Многу е убаво, значи најбитно е да се сака инструментот, желбата. Ако не го сакаш инструментот и со сила идеш да работиш, боле да се откажеш. Затоа што тоа ќе го работиш цел живот. И мене ми исполнува мојата работа. Бара ли многу вежбање? Дали ти секојдневно вежбаш со твојата харфа? Да, значи се трудам секој ден да вежбам. Порано пред имам деца, вежбав секој ден, освен лето, нели, си дава подишка еден месец. Затоа што лошо си правиш ако не вежбаш. Тоа исто како спортистите, ако не трчат, после тешко се враќаат во кондиција, ги боли тело, све. Значи и нас не болат прстите, рацете. И ако си во кондиција барем минимум 1 сат да свириш, ти секогаш си спремен кога и да те викнат и за 5 дена да ти кажат имаш негде настап. Значи ти ќе треба материјал да го спремиш, ама не се бориш со техниката.
Така да е многу добро да се вежба. А сега, например, ако некој дете ми е болно, ќе рипнам некој ден. Така да малце ми е напорно оваа година, ама ќе порасне. Нормално ти стана родител, имаш и близначиња, да кажеме, за сите оние вака кои што не се информирани. Така да, јас ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор. Ќе направиме уште еднашка кратка пауза во третиот дел. Ќе имам некои нови прашања за тебе, Весна, кои се надевам ќе бидат исто така многу интересни за нашите гледачи. Затоа, почитувани гледачи, правиме кратка пауза, а вие бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот денешен гостин, а тоа е Весна Микич, човекот кој што свири харфа, денеска работи во Македонската опера и балет. Кажавме дека свири на инструментот од бајките и дека е потребно многу време, труд и љубов за да се совлада свирењето на овој инструмент. Ајде сега, Весна, еве да те прашам за сите оние дечиња кои што ја гледаат оваа наша емисија и кои што еден ден би сакале да се бават со она што ти се бавиш. Имаш ли вака некоја порака за нив? Што би им порачал? Па најпрво, ако на вистина, значи најпрво треба да се талентирани и музикални. Ако го имаат тоа, тогаш треба да сакаат да свират, да имаат време да се посветат на инструментот, да го прават тоа со голема љубов и желба и да сакаат да настапуваат. Сум те гледал, значи не настапуваш само во опера и балет, има и многу вака јавни настапи од твоја страна, ширум градот Скопје и предпоставам и низ републиката, можеме да те сретнеме по поедини вака места. Доаѓаат ли дечиња да се интересираат, ли сакаат да ја видат, да ја пипнат, да ја допрат харфата? Секогаш, да. Многу ми е интересно, може ли да само да пипнам, викам пипни, можеш и вака малце со прстот да посвириш, да. Само не повеќе, бидејќи навистина, да. И вака да ја тегнеш. Не, ги плени децата инструментот. Не за џаби харфата е многу користена во цртани филмови, во долгометражни цртани. Значи, ако се сконцентрираш да слушнеш во музиката кои инструменти ги има, многу често харфа има. Така, во кои се музики се користи харфата, еве вака да кажем? Во филмска многу ја има, значи, па не знам, во сите музики. Филмска, класична, модерна, сега во е хип-хоп, поп-рок, не знам тука. Не. Мислам дека не. Не е она така? Нека не знам, може има харфа стиснале на синтесајзер. Да. Иначе секаде што има бајка и нешто што треба да асоцира на бајка, тука е харфата, затоа јас се викам. Да кажам дека има и харфи за деца мали. Тие харфи се со 40 жици и се многу помал обем, за може детето нели да не се бори со големината на инструментот, него да му биде прикладно да може да свири. Слично на она што е кај виолините, нели има кога почнува детенце да свири виолина, почнува од четвртинка, па половинка, па понатаму веќе кога ќе се оформиме, преаѓа на цела, значи веќе и харфите ги има во намален формат. Ги има и тие ги викаат ирски харфи, нели тоа е народен инструмент во Ирска, се користи многу. Тие се малце поразлични, механизмот им е поразличен, немаат долу педали, него педалите се со раце ги горе се, значи не со ноза. Тие се веќе подругачи харфи, а ваква какво што јас свирам најкласична харфа има за мали деца. Прекрасно. Имаш ли некоја порака до сите оние родители кои не гледаат сега во моментот, имаат дечиња кои што сакаат да се бават со музика, а на пример нивните родители сакаат дечињата да им станат доктори, професори, да им станат може економисти. Која е таа порака? Треба ли да ги остава да го следат својот сон? Да, прво треба да ги слушаат децата, ако на вистина они сакаат, треба да им ја исполнат желбата, да ги однесат, да видат и децата сами да видат во живо дали стварно можат, дали стварно сакаат и треба да пробаат. Обавезно. Да им се овозможи сепак да им се даде шанса. Уживаш ли во тоа што го работиш? Те прашав, значи претходно, но мислам во насока на тоа дека музиката не е само тука и сега. Вие како музичари често патувате. Уживаш ли ни сите тие патувања, дружења со луѓе? Каде се била ни светот? Каде се те однесе харфата? Па еве, најдалеку ме однесе во Џакарта, во Индонезија. Така 24 сата со авион патувавме да одржиме еден концерт. Моите колеги има два, ја имав еден. Бевме една недела, помал состав на музичари бевме, си поминавме преубаво, затоа што е сосема друга култура. И шетавме, и свиревме, и така, малце беше забавно. А иначе да, сум свирал тука, значи на Балканот, исто со преку работа смиделе. Во Скопје свирам на разни
нели случувања, коктели, прием на свадба кога влагаат гости, значи тоа е позападњачки, по-ново нешто. Свирев неколку пати за председателот Ѓорги Иванов и во Охрид, во резиденција и тука такви многу случувања сум свирала. Може да се каже дека си дел од некои такви убави, големи и значајни настани каде што сака да се стави посебен акцент и да се направи магија. Мине многу ми беше интересно затоа што они ме вика кога доаѓа некој гостин друг председател од друга држава. И културата е нели да придат на музичарот, да му честитаат, да се поздрават, да се запознаат, да направат нели 5 минути муавет колку што имаат време. И многу интересно искуство е тоа. Веста, јас ти благодарам за денешниот разговор, ти посакувам се најубаво во твојата професија каде и да си. Се надевам дека со оваа емисија ќе успееме да поттикнеме некој барем од дечињата кој што не гледа утре да стане твој колега, некој ден па може би нешто да научи од тебе. Така да за крај вака има ли нешто што би сакала да кажеш? Па да слушаат многу музика, каква што они сакаат и да се релаксираат со музиката, да. Така. Ти благодарам, Весна, што беше денешен мој гостин и ти благодарам за твоето време и внимание. А вие, почитувани гледачи, се надевам дека имавте што да научите од овој наш денешен разговор. Се надевам дека ќе се видиме повторно за 7 дена од сега во новото издание на емисијата Супер Звезда. До тогаш бидете весели, среќни, сакајте ги мама и тату и како што кажа мојот денешен гостин Весна, слушајте музика. Чао, пријатно и до гледање. Чао, се гледаме наскоро. Поздрав.